Пехчевци по втор пат излегува на мирен протест против предвидената изградба на 5 мини хидроцентрали во туристичката населба Равна река. Овој пат, во поголем број нивното незадоволство го поддржаа и граѓани од Берово, Делчево и околните градови, кои заеднички изразија едно големо не за одлагање на изградбата на хидроцентралите и, како што велат, уништувањето на природата и рибниот фонд, како и изместувањето на реката Брегалница од незиното корито. Според граѓаните, проблемот не е во изградбата на мини хидроцентралите, туку спорна за нив е локацијата, каде што се гради и неорганизирањето на јавна расправа од страна на градоначалникот и општина Пехчево. Велат дека ќе одат до крај, се додека нивните барања не се исполнат. Сакаме да се спротивставиме против оваа анархија и агонија која што го демне Пехчево и Рамна река, против машините кои што се тука во копање и ископување на речното корито, поместување на речното корито и ставање на цевките Фи-1000 кои што, ако забележавте, се истоварени долу. Масовноста на протестот е затоа што ќе се уништи Равна река, Брегалница, односно Брегалница во горното течение и на простор од 4,5 до 5 километри буквално реката ќе биде во цевка. Доколку реката ни ја стават во цевка, животот овдека и животинскиот свет и нашиот живот ќе замре. Пехчево и Берово се единствени во моментот. Собирот е непартиски, граѓански собир и сметаме дека со таквите протести, со таквите собири ќе покажеме на институциите што се случува во моментот. Инаку, убеден сум дека никој од институциите не е запознаен, иако градоначалникот на Пехчево даде бројни лажни изјави, слободно би рекол, дека нема да се зафаќа реката по речното корито, дека Министерството за животна средина има дадено соодветни документи. Сепак, тоа не е така. Ние овдека немаме видено никој од Министерството за животна средина, никој од тие што го имаат изготвувано проектот и планската документација, иако тие велат дека скоро 4 години е вршено мерење на реката Брегалница, тоа не е точно, бидејќи мојот магистерски труд е во некој дел конкретно за алтернативните извори на енергија. Еве мене како засегнат граѓанин, никој ме нема прашано што се случува со водотекот тука, има ли доволно вода и дали може да се гради такво нешто тука. Порачувам и на градоначалникот и на сите кои што се релевантни да дојдат овдека да одговорат на прашањата на овој народ кој што во моментот е собран. Немаме против, тоа мора да биде јасно, немаме против за изградба на хидроцентрала, но надвор од туристичката населба. Пишува дека имало јавна расправа и граѓаните на Пехчево и пошироко се сложиле со таа стратегија. Тоа не е вистина. Јавна расправа во Пехчево немало. Во Пехчево никој не е прашан како и зошто да се гради проектот и да се изведуваат градежните работи. Прво, како граѓанин на општина Берово, ова иницијатива е пред се граѓанска иницијатива и затоа што природа пред се, пред парите, пред сите други глупости во кои живееме. Значи, изместувањето на реката Брегалница од своето природно корито мислам дека ќе представува голем проблем не само на жителите на Равна река, кои тука имаат своји имоти, своји објекти, значи ќе представува проблем и регионално, значи на Берово и после другите градови. И мислам дека тоа треба да се зачува, треба да е на прво место. Нормално дека економската исплатливост сигурно ја има со овој проект, но треба да се запрашаат сите значи одговорни како дошло да урбанизиран дел од населбава се запушти да остане без вода. Значи, тоа е исто како да остане град Берово без река Брегалница. Да ја ставиме во цевка. Затоа ја поддржувам оваа иницијатива и ќе поддржувам било која иницијатива која ќе штити природата. А тоа се однесува и во Берово, значи. Прво пред се, ова е граѓанска иницијатива. Ние бевме информирани пред се од единствениот медиум во општина Пехчево, Радио Пехчево, и како политичка партија, како претседател на општинската организација на СДСМ Пехчево, се разбира, имаме обврска пред се према граѓаните, кога се работи за ваков проект кој е од голем интерес, а е на штета на граѓаните на општина Пехчево, бидејќи не се извршува по основните нормативи и овој револт е огромен према граѓаните затоа што никој не ги известил, нити пак ги консултирал за начинот и постапката на кој што се изведува овој проект. Ние пред се овде ќе се бориме максимално до
крајната цел е да го стопираме овој штетен проект за граѓаните на општина Пехчево. Интересот на граѓаните на општина Пехчево и на сите ние како политичка партија е да има електрификација на туристичкиот локалитет Равна река Пехчево, меѓутоа не на ваков начин, туку на начин кој што го имаме ние предходно со нашите амандмани поднесено до Собранието на Република Македонија, потврдено дека мора, главен приоритет е да се има електрична енергија на туристичкиот локалитет Равна река Пехчево, меѓутоа на начин на кој што би бил безболен, односно би допринел благодет, би почувствували или бенефиците граѓани на општина Пехчево. Овој начин кој што се прави во моментот можете и сами да забележите дека ќе настане еколошки биолошка катастрофа. Собствениците на викендици и угостителски објекти исто така изразија револт спрема општинските власти во Пехчево и уништувањето на природното богатство кое е присутно во атрактивната населба Равна река. Прекрасна локација. Прекрасна, само ако имало јавна расправа и состаноци со засегнатите странки. Ние тука местното население ќе сме им ги кажале локациите. Над водопадите, за да не се уништат водопадите. Надвор од туристичката населба која е прогласена веќе со детален урбанистички план. Замислете ова должина од 4 километри да остане со законски минимум. Овде е веќе нарушен целиот биодиверзитет. Овде веќе е автохтона, овде е просторот кај што се единствено мрести автохтоната пастрамка од Калиманци браната до тука. Нема веќе мрестење. Овде ќе се качи температурата, ќе се покачат параметрите на загадување во сите области. Не само клима, не вода. Сето тоа, замислете за 250 киловати, да нема алтернатива и да е дојдено до тоа, кој ќе ми го брани? Значи, постои опасност да помине ова во радикализам. Веднаш да дојде да инспекции да излезат на терен. Како е добиена локацијата? Како во ова природна реткост може да се градат такви објекти? Причината поради која што сме дојдени тука е првенствено информирање за начинот на кој што и се планира изградбата на овие 5 хидроцентрали во оваа туристичка населба, тоест во овој предел. И целта е на еден начин, ако успееме да можеме да влијаеме врз одлуката, не тие да престанат со градба, туку можеби само нивната местоположба да се смени. Јас сум од Штип. Целта поради која ние направивме вила овде е реката, убавината. И сега, ако сето тоа го снема, не знам. Дека не сум против изградбата на хидроцентралата, туку сум против местоположбата сегашна каде што се гради. Градоначалникот на општина Пехчево Игор Поповски вели дека протестот и револтот се во корист на некои поединци кои ги манипулираат и ги доведуваат до заблуда граѓаните за некои нивни лични интереси таму да не се случи електрификација. Додека самата постапка за изградба на хидроцентралите, рече Поповски, е спроведена со сите законски процедури и ќе нема загрозување на биодиверзитетот. Исто така, градоначалникот истакна дека е спроведена јавна расправа на 6 февруари, додека локацијата за изградба на хидроцентралите ја одредува Министерството за животна средина, а не општината. Мислам дека луѓето кои што сакаат да го спречат процесот на изградба на овие хидроцентрали не се поведуваат од општото добро, се поведуваат од некои лични нивни ставови и лични нивни проблеми. Самата постапка е спроведена со сите законски процедури. Имаше спроведено јавна расправа во општината на 6 февруари. Тоа постои на веб страната на општината, имаше објавено, имаше можност да присуствуваат и повик до сите граѓани. Во 2-дневни вестници беше објавена јавната расправа. Значи, станува збор за целосна малверзација на одредена група на граѓани. Таа е една од 5 хидроцентрали за кои што е издадена концесија на туристичката населба Равна река. Станува збор за хидроцентрали со мощност од 2 мегавати струја. За изградбата на оваа хидроцентрала и за локациите што се дадени, општина Пехчево не одлучува. Тоа е правена 4-годишна студија од страна на Министерството за животна средина, правени се мерења во целиот период на годината и локациите ги определува Министерството за животна средина, нормално со целосно постапките за доделување на концесија согласно законот и се спроведени. Во периодот, летниот период, кога реката ќе нема доволно вода за да обстои хидроцентралата, таа нема да работи.
а во периодот на пролет, есен и зима, кога реката знае да има и над 1000 литри во секунди, тогаш хидроцентралата ќе работи. Верувајте, нема опасност за биолошкиот свет, како што напоменуваат и како што манипулираат одредени луѓе во нашата општина. Јас прв како општина и ние како општина први нема да дозволиме да се наруши, ако дојде ред до уништување на биодиверзитетот, ние први сме тие што ќе стопираме и нема да дозволиме тоа да се случи. Ќе организираме пресконференција и повикаме и од Министерството за животна средина и инвеститорите од Министерството за економија комплетно да го објасниме, да ја објасниме постапката за да не се случуваат шпекулации и да не бидат граѓаните изманипулирани за да реагираат на овој начин. Според предвидениот проект, реката Прегалница ќе биде зафатена во цевковод во должина од скоро 4 километри, а 1/3 од водата ќе се пушта како биолошки минимум низ постоечкото корито. Инаку, во атрактивната населба Равна река се планира изградба на 5 хидроцентрали, кои ќе имаат капацитет на производство од 2 мегавати, додека цела општина троши 1,5 мегавати струја, а во склоп на проектот е планирано и изградба на рибја патека и мало езерце како дополнителна атракција во најубавата населба во Малечевијата.